ова пресконференција со цел да ги представиме сите оние работи и успеси кои ги имаме постигнато во овие изминати 10 години од страна на Центарот за култура Марко Цепенков. Значи, во овој период од 2007 до 2017 година Центарот за култура Марко Цепенков има остварено завидни резултати во полето на културата и уметноста, но и во поглед на инвестициите, подобрувајќи ги условите за презентација на културните настани. Почнеме од ликовната дејност. Значи, во овој изменет период се има реализирано повеќе од 370 изложби, висококвалитетни изложби на автори и проекти од Република Македонија, но и од сите меридијани на земјината топка. Значи, имаме стварно квалитетни изложби кои во суштина и го носат товарот на ликовната уметност во Македонија, но и регионот, затоа што сме познати и најпознати како центар на ликовната уметност и во Република Македонија, но и во регионот, како што кажав. 9 години, значи ова ќе биде сега 10-та година, успешно се реализира ликовната колонија Дрен, која е продуцирана од Центарот за култура Марко Цепенков. Интернационална, имаме стварно еден завиден голем број на уметници кои ја посетиле оваа колонија, кои изработиле стварно голем број на дела, мислам дека повеќе од 400 дела, кои се сега во собственост на Прилеп, на градот, но и како национално богатство на Република Македонија. И за самата колонија имаме стварно голем интерес и за оваа година имаме најавено многу познати уметници, признати уметници од европски карактер и мислам дека тоа ќе биде еден голем репрезент за Центарот за култура Марко Цепенков, но исто така и за град Прилеп и Македонија. Одржани се досега повеќе од 200 концерти во сите жанрови на овој вид на културна дејност. Вкупно досега на сите овие настани во овие 10 години имаме повеќе од 150.000 посетители, што мислам дека е стварно голема бројка и со тоа се надевам дека ги задоволуваме вкусовите на сите оние кои сакаат да ги посетат овие настани. Тука посветуваме повеќе внимание на таа сценска музичка дејност, представувајќи на врвни ансамбли и музички групи, но и изведувачи солисти и од земјата и од странство. Сега имавме 2 врвни концерти на изведувачи од надвор од Република Македонија, од Русија. Мислам дека тоа имаше голем интерес и со тоа ќе продолжиме понатаму. Имаме најава стварно за еден стварно голем спектар на сценско-музички настани кои мислам дека ќе ги заинтересираат прилепчани, но не само прилепчани, сите оние кои ќе присуствуваат тука и тоа ќе одбележи оваа година како најуспешна година на Центарот за култура, но исто така и на град Прилеп во однос на овој вид на манифестација. Театарот во Андревски има досега во овие 10 години прикажано 40 премиери, остварени се голем број на гостувања на престижни фестивали, Експонто во Љубљана, МЕС во Сараево, каде имаме добиено голем број на награди во Љубљана и во МЕС, во Букурешт, Романија, во Бугарија, Црнагород, каде се вративме со престижни значајни награди. Награди беа освоени неколку пати на фестивалот во Андревски, тоа се 3 Гран При награди, што е стварно куриозитет за нас. И театарот повеќе години прогласуван за најдобар театар во Република Македонија. Морам да напоменам дека благодарност до Министерството за култура, но исто така и до градоначалникот на локалната самоуправа, затоа што изнајдоа смогнаа сили да издействуваат вработување на голем број на млади актери, режисери, драматурзи, што со тоа што се комплетира театарскиот ансамбл, за да може стварно квалитетно да влеземе и професионално во овој вид на културна насока. Континуирано исто така се придонесува популаризација и на најстарото списание во Република Македонија за култура и уметност, тоа е Стремеж.
секоја година се објавува и се представува тука и млади автори, поети, писатели, но исто така и овие значајни автори кои стварно ја одбележаа литературната дејност во Република Македонија. Продолжуваме понатаму со тоа, мислам дека повеќе, скоро близу 70 години да функционира ова списание и ќе продолжи и понатаму. Сена се морам да се заблагодарам за сите овие, за се тоа што како успех ние го постигнавме на Министерството за култура на Република Македонија, исто така до министерката Елизабета Канчевска-Милевска, која стварно несебично помагаше и ни помагаше и ги прифати сите наши проекти кои сакавме да ги представиме. Мислам дека успешно ги представивме, но исто така морам да се заблагодарам и на градоначалникот на општина Прилеп Марјан Ристевски, локалната самоуправа, за несебично залагање, помагање на сето оно што ние го инициираме како културни настани, но исто така и инвестицијски дел на Центарот за култура Марко Цепенков, без кој нема да имавме сигурно толкав успех. Заедно постигнавме многу и ќе постигнеме уште понатаму успеси со кои ќе се догордееме и ние, градот Прилеп и Република Македонија. Ви благодарам. Почнувајќи од 2006 година, до денес е посветено големо внимание и на вложувањето во двата објекти на Центарот за култура, Домот Марко Цепенков, како и објектот на Театарот Војдан Чернодрински. Со средства од Министерството за култура, локалната самоуправа и собствени средства од Центарот се реализирани бројни проекти. Се обнови фасадата на зградата на Домот на културата, се препокри театарот и со вториот проект се реновира внатрешно санитарните јазли, за што беа вложени 4,2 милиони денари од Министерството за култура. Се препокри дел од објектот на Центарот за култура, за што беа инвестирани дополнителни 700.000 денари, исто средства од Министерството за култура. Локалната самоуправа во 2013 година вложи околу 4 милиони денари да се реновира и профункционира киното Мистон, во кое се прикажуваат различни жанрови на филмови и 3D проекции. Прилеп доби ново кино после 20 години. Најмногу средства, односно 3,5 милиони денари, преку Министерството за култура се вложени за реновирање на големата сала од Центарот за култура Марко Цепенков, која во 2015 година доби нов лик после цели 30 години. Минатата година Центарот за култура Марко Цепенков оспособи и нов изложбен простор, галерија Борко Лазевски, а има возможност и на членовите на Друштвото за ликовна уметност да творат во ликовно ателие за прв пат од нивното постоење. Постојано низ овие години се води грижа за младинската драмска сцена, при што со реновирањето на еден дел од просторите на Центарот се доби простор за дејствување на младинска драмска сцена, која годинава прослави цели 10 години постоење. Континуирано поддршка на театарските игри Војдан Чернодрински, кои што представуваат еден културен бренд на Република Македонија и пошироко. Континуирано секоја година се вложува и во набавка на нова опрема за потребите на театарот и Центарот за култура. Во Центарот за култура Марко Цепенков мотото е се за културата и уметноста. Па така постојано се бараат нови форми за презентација на културата и уметноста, но напоредно се води грижа за подобрување на условите не само за презентација на културните настани, туку и за реконструкцијата на самите објекти и добивање на подобар комодитет за одвивање на бројни културни манифестации. Идни планови кои се планираат да се реализираат со поддршка на Министерството за култура, локалната самоуправа и самиот центар се следниви. Изградба на нов театар од репрезентативен карактер, што многу ќе значи за нашиот град, за градот Прилеп и пошироко за Македонија. Претворање на стариот театар во младински културен центар. Комплетна реконструкција на зградата на Центарот за култура Марко Цепенков, што треба да се случи по речиси цели 38 години од самата изградба на овој објект и техничко доопремување на внатрешноста на објектите и салите и во театарот и во Центарот за култура. Центарот за култура Марко Цепенков и понатаму ќе продолжи да биде храм на бројни културни манифестации на општо задоволство на сите граѓани на општина Прилеп и Република Македонија.